вештачката интелигенција во училница. Како од страна на наставниците, така и од учениците. Па ајде да видиме. Зошто на наставниците им е потребно водство за вештачката интелигенција? Затоа што вештачката интелигенција е важна алатка, моćна алатка, која што нуди неверојатни можности за подобрување на наставата. Таа има потенцијал да ја трансформира образовната политика. Исто така, вештачката интелигенција подобрува планирање. Помага во креирање на лекции, материјали и ресурси, ја зголемува креативноста и диференцијацијата. Одговорното користење е неопходно за безбедност на учениците и квалитетот на учењето, затоа што бара критичко размислување. Ова се само одредени делови за кои што ќе дискутирам. Прво и основно, заштитете ја приватноста на учениците. Избегнувајте поставување имења, оценки или лични информации на платформите за вештачка интелигенција. Следете ги политиките, доколку постојат, а ако не постојат во вашето училиште или во вашата држава, во државата почнуваат да се прават некои си политики во врска со примена на вештачката интелигенција, но доколку немате, почнете вие сами направете ги за вашето училиште или понудете нешто кое што потоа ќе се искористи. И најчесто, кога можете, правете анонимизација на материјалите, затоа што на тој начин се осигурувате дека сте несубјективни при оценувањето. И задолжително, многу често знаете дека кога имаме работа со материјали од вештачка интелигенција, а резултатот што ќе го добиваме, скоро секогаш имате напомена да го проверите резултатот, затоа што може да се случи да имаме халусцинации, односно лажни или бајас пристрасни информации, што ги добивате. Пред употреба, да ги отворам сите елементи за да ги видите, вештачката интелигенција генерира содржини, знаеме како, ќе пробаме и денес да видиме, но излезните резултати најчесто, но денес се помалку и помалку, имаат грешки и даваат несоодветни прилози. Внимателно прегледувајте, применете и прилагодете и употребувајте со доверба. Откако ќе го проверите и прилагодите, веќе материјалот е подготвен за употреба. Но тука се напоменува нешто за кое што планирам да имаме целосен вебинар, во соработка, во контакти сум со Стопанската комора, Сдруженијето на правници во државата, да видиме каде сме во состојбата со етичкиот законскиот дел, затоа што не сум стручнак во тоа. Ова навлегува во таа работа, во врска со тоа, до каде може да се оди, што може да се прави, кој е автор на материјалите што ќе се направат, и зашто поради проста причина, ако генерирам презентација, оваа презентација е 95% генерирана од Гама, кој е авторот на оваа презентација? Алатката што ја креира, или јас што побарав да ми ја креира, или пак автор, носител на авторски права е материјалот, оригиналниот материјал од каде што Гама, односно вештачката интелигенција, машинското учење позади Гама, што го користи за генерирање на презентација. Тоа се прашања што се отворени не само кај нас, секаде во светот. Бидете транспарентни со учениците. Објаснувајте употребата на вештачката интелигенција, образложете зошто го користите и задолжително кажете на учениците да го користите. Отворено потикнувајте дискусија за етичките аспекти и охрабрувајте ги учениците да поставуваат прашања. Промовирајте критичко размислување и не само вие, туку и учениците да учат вештини за евалуација. Тоа имаме да истражуваме, да поставуваме прашања, да проверуваме факти и да дискутираме. Учете ги учениците од мали да почнуваат да прават, да бидат љубопитни и да поставуваат прашања. Учете ги на принципот на триангулација. Се разбира, ние ги знаеме, ама не е лошо да ги научиме нив. Да потикнуваме дискусии за предностите и ограничувањата на вештачката интелигенција. Денес ќе видите некои елементи, мислам, свесни сте што ни се случува.
Подржувајте размислување, но не го заменувајте. Вештачката интелигенција ќе биде помошник. Ви е алатка за идеи, но не за готови одговори. Наша работа критички размислуваме. Учениците треба да анализираат и оценуваат прилози од вештачка интелигенција, но не да ги користат како своји. Охрабрувајте ги учениците да процесираат информации и развиваат собствено мислење. Кога сме тука, како помошник, една мала дигресија да направам, вчера проверував колку е добра вештачката интелигенција, затоа што едно од оригиналните наслови на овој вебинар, беше година потоа. На почетокот знаете сите дека вештачката интелигенција правеше грешки. Можеше да се случи на прашање 5 по 3 да добиваме погрешен одговор, но денес новите модели една година 8 месеци потоа ќе победат на надпреварот последниот што беше во државата, тоа е математичката јуниорска олимпијада што содржа викендов во Скопје, каде што вештачката интелигенција ги реши сите 5 прашања и кога би учествувала на надпреварот би добила 40 од 40, а за информација победникот на надпреварот, ученикот што беше прво место, имаше 34 поени. И уште подобро да биде, најдолгата задача која што му требаше на вештачката интелигенција најдолго време да размисли да ја реши, требаше 258 секунди да размисли и 32 секунди да го испиши решението. Значи за 300 и нешто секунди, за 5 минути ја реши задачата кој што никој на надпреварот не успеа да ја реши. Многу е битно кога користите материјали не само во обичаената, во секојдневната настава, и материјалите добиени од вештачка интелигенција да бидат цитирани. Токму и поради тоа денес ќе ви прикажам една алатка која што ќе работиме, која што ги цитира нашите извори. Зошто е важна атрибуцијата, односно кажување на изворот од каде е земено? Значи, треба да ги поучиме учениците да ги цитираат изворите. Затоа што на овој начин се гради академски интегритет и ги учиме на етички практики. Но, учениците учат од нас како личности. Ако ние не го правиме, како очекуваме учениците да го прават? Сега, кога цитираат, еве еден предлог како тоа да го направат, да го наведат името на вештачката интелигенција, односно алатката што ја користат, датумот на користење, опишете како употреба, споделете ги формите на упатство. Значи, исто како што постојат различни начини на библиографирање, односно цитирање, постојат и различни начини како да се цитира, но ова за почеток е сосема доволно. Учете ги учениците или обидете се да правите збирка на промптови. Што тоа го пишале учениците за да го добијат резултатот? Тоа во смисла се однесува кога зборуваме делот опишете како е употребена. На тој начин вие ќе, ако дозволите користење од учениците или пак вие ако тоа го правите, дозволете да собираме промптови затоа што тоа е тоа што од каде што ги добиваме информациите. Многу битно, алатката е вештачката интелигенција е измислена за диференцирање. Значи, насловот тука ни е да диференцираме, но не да стандардизираме. Имаме различни потреби за секој ученик и секој ученик е посебна приказна за себе и уникатен бисер кој што треба да се одгледува, цвеќе кое што во поволни услови може да расцвета. Вештачката интелигенција ни носи алатка како тоа да го направиме. Можеме да користиме вештачка интелигенција за создавање на прилагодливи материјали на различни нива, ќе видиме и покасно за тоа. Може да ни понуди прилагодени содржини, примери, текстови, ќе го видиме покасно практично тоа, и дека материјалите се достапни за различни стилови на учење и за ученици кои што се инклузирани во нашите училници. Можеме да понудуваме разработка на идеи, но не финализирање. Вештачката интелигенција е одлична во разработка на идеи. Учениците треба да ја развијат и да доработат идејата самостојно. Знаете дека колку е добра вештачката интелигенција за кратко време да ви понуди 5, 10, 15, 50 идеи, кои што вие може да ги искористите, но можете дополнително да ги разработите за потребите на вашите ученици. Не користете вештачка интелигенција за оценување. Може да користите некои елементи од незе, но сега за сега моја препорика е да не се користи. Затоа што човечката проценка и нашата стручност сега за сега и во иднина се надевам дека нема да може да ја замени ништо.
ние сме тие што имаме контекстуално разбирање. Да, имаме пријател кој што знае се, но не чувствува. Вие го гледате ученикот во очи и уште неотворени устата знаете што ќе биде одговорот на ученикот. Но тоа не може да го знае вештачката интелигенција. Може да ги знае сите книги и сите дефиниции во светот, но нема да почувствува ништо како вие што го гледате ученикот. Квалитетната повратна информација може да биде квалитетно напишана, но вие можете да ја направите со вашата персонализација, со чувствата и со коментарите уште позначени и подлабока, но тоа се уште вештачката интелигенција не може да го направи. Имаме и привидно оценување. Како што напомнав, вештачката интелигенција нема контекст, вие и го давате контекстот, но вие не можете чувства да ја дадете. Затоа имаме еден посебен дел во кој што ја комбинираме вештачката интелигенција со човечка проценка. Вештачката интелигенција, повторувам, мора да ни биде помошник. Таа ни помага со идеи и со алатки. Може да понуди креативни предлози за наставата, но нема се уште да може да ја држи наставата. Тука е наставничката проценка која е незамислива. Може да имаме совршен промпт и совршен одговор од вештачката интелигенција, но во моментот во нашата училница тоа не е возможно да се примени. Може би во некоја да, но во моментот кај нас. Но тука доаѓа искуството на наставникот, кој што сето тоа ќе го запакува. Затоа се препорачува некој балансиран пристап. Користете се што можете, но задолжително направете некаква хармонија во двете, затоа што вие го имате сепак главниот збор. И секогаш поставувајте подобри прашања. Нејасни барања, специфични барања и учење од вештини. Прашањата што ги генерира вештачката интелигенција најчесто даваат општи и бескорисни одговори. Денес ќе видиме како да го искористиме, да искористиме вештачката интелигенција, да се подобриме и ние, но и таа да ја подобриме. Секогаш кога користите вештачка интелигенција, бидете јасни, детални и прецизни. Ќе видите како да направиме денес многу добар промпт. И многу битно, колку почесто го правиме тоа, ќе станеме се повешти. Но денес има еден проблем. Сите ботови за вештачка интелигенција работат речиси на исти начин, но не баш на исти начин. Ќе видите и зошто. Секогаш користете вештачка интелигенција за да го направите првиот нацрт, на почетокот што ќе го скрши мразот. Добиете почетни идеи, потоа можете да го искористите да развиете и да прилагодувате, ако веќе нешто имате, ако заглавите, но задолжително додадете свој личен став на сето тоа. Вклучете ги учениците во сето тоа. Бидејќи е наменето за учениците, прашајте ги што мислат, слушнете го нивниот глас и обидете се потоа заедно да го промените тоа. И секогаш задолжително охрабрувајте ги да даваат идеи. Секоја идеја е вредна да се слушне. И се уште е многу битно, затоа што ние работиме заради учениците, а не учениците заради нас. Ние сме сервис на учениците. 70% содржини од учениците, најголем дел од работата треба да биде од учениците. 20% инспирација од вештачка интелигенција, затоа што може да ви помогне, а 10% е наставникот. Тоа е моја некаква си проценка за тоа како би требало да биде идеалната распределба на кога би го ставале ученикот во центарот. Дали ова вака и дали ова реално го правиме, тоа е тема за дискусија, и дали можеме ова да го направиме со моменталните програми, дали нашиот моментален образовен систем, кој што на хартија е добар или не е добар, никаде немаме прочитано што е добро, а што не е добро, ова го поддржува, или мораме сами да се бориме за тоа. Уште еднаш напомнувам, вештачката интелигенција не треба да го зборува она што учениците треба да го кажат. Прашајте ги учениците и тоа ќе го направи. Овде ќе имаме некој квиз кој што сега нема да го правиме. Значи, секогаш кога вештачката интелигенција ќе ни понуди нешто, не мораме тоа да го земеме здраво за готово и веднаш копи-пейст и готова ни е дневната добивка.
па било кој да е алатка за вештачка интелигенција. А сето ова што ќе го користиме, да го користиме како еден дел од нашиот професионален развој, односно зголемување на нашата дигитална писменост. Сега веќе не се сметаме за дигитално писмен или писмен ако знаеме да читаме и да пишуваме. Сега тоа веќе се заменува со некои поголеми и посуштински елементи. Дигиталната писменост, нели е писменост за вештачка интелигенција, имаме проверка на извори, проверка на извори, излезни податоци од вештачка интелигенција, медиумска анализа, која што е дел од медиумската писменост и веќе е од најрана возраст во нашиот образовен систем, а безбедно користење на технологијата, критичко мислење за онлайн содржини, односно критичко мислење за излезите од вештачката интелигенција. Помогнете ми на ученици да станат одговорни корисници, затоа што писменоста за вештачка интелигенција е всушност писменост на 21. век. Мораме да признаеме учениците се подобри од нас во некои работи, но тоа не смееме да си дозволиме ние како наставници кои што го водиме процесот да бидеме водени од учениците. Мислам, тоа не е срамота да признаеме дека не знаеме, но тоа е делот како што ние сме вешти во нашата професионалност, треба да станеме и вешти во ова. Барем оноку колку што можеме. Ова се некои елементи за пристрасноста. Затоа ви реков на почетокот, кога можно да оценувате тестови, барем да да не гледате имиња на учениците. Бидејќи вештачката интелигенција учи од многу извори, тоа значи дека оно што е тренира вештачката интелигенција, само од себе од старт ќе биде пристрасен. Ако е начинот на кој што е правено. Значи, ако вештачката интелигенција или машинското учење го учиме како да препознава куче, ако вие само му давате милиарди слики од мачиња, тој ќе мисли дека кучето е маче. Нешто слично се случува и во овој начин. Треба да ги научиме учениците да ја препознаваат пристрасност. И тоа е прв чекор на здраво, вистинско учење. И секогаш барајте од учениците да го образложат она што ќе го кажат, па макар и да го бранат грешниот став. Вештачката интелигенција ќе ни заштеди време, ама за квалитет не сум баш сигурен. Ќе ни даде многу големи можности, па затоа велиме сега тука дека да идентификуваме кој од овие алатки ќе ни заштеди најмногу време, но при тоа секогаш мислете на она што треба да го направиме. Која е целта, која ни е зашто сме овој ден, што ни е планот овој ден да го направиме. И секогаш имајте повисоки стандарди од она што треба да го имате, затоа што ако имате ниски стандарди кои ќе ги задоволите, нема што да одиме понапред. Затоа секогаш имајте повисоки стандарди едно ниво, за да имате можност да ги надоградувате тие. Секогаш персонализирајте ги материјалите што ќе ги добиете од вештачката интелигенција. Дадете му еден мал ваш шмек, кој што ќе биде збогатен, ако ние успееме тоа некако да го собериме колаборативно и заеднички да учиме. И искористете го вашето слободно време креативно, кое што ќе го искористите со паметно користење на вештачката интелигенција. Како заклучок, на брзина го поминав овој дел, ова е како некои мои согледувања за тоа што би можело, што не би можело. Нашата професионална проценка е секогаш над алатките. Значи, ние сме професионалци во областа, алатката може да ми помогне, но од мене е дали ќе искористам и до која мера ќе искористам. Повторно етичкото користење. Одговорно, со внимание и со креативност. Нашата должност е да ги подготвиме учениците за иднината. Иднината која што е несигурна, како порано мислевме, не учи, а кога не учевме, учи за да не работиш. Сега главното прашање не знам која ќе биде, затоа што не знаеме утре што ќе биде. Со овој страшен брз развиток на технологијата и брзиот напредок на вештачката интелигенција, и начинот на кој што во последно, она што е најмногу, ми се чини дека први на удар ќе бидат оние што учеа да бидат кој што со тесна специјалност. Значи, во денешно време со оваа вештачка интелигенција, ама тука морам да напоменам дека
А користењето, прекомерното користење на вештачка интелигенција, тоа е барем мој личен став. Ние се здобиваме со лажно знаење. А, вештачката интелигенција може да ми кодира за мене, иако не знам јас еден код од HTML, таа може да ми кодира за мене прекрасна веб страна. Денес ќе ви го покажам и тоа. И без јас да знам ниту единствен ред од HTML код или JavaScript или CSS. А тоа значи дека програмерите што тоа го учат и што му е професија, тоа не значи дека ќе бидат заменети, но тоа значи дека тие ќе можат да го користат, да ја користат вештачката интелигенција на начин што бил порано незамислив. Се отвораат нови моменти, нови прозори кои што мораме да признаеме неколку барем недели, месеци, да не зборувам, беа незамисливи. Сега, кои се кратки мои ставови, пред да продолжам. Дали некој нешто сака да дополни, да сугерира, дали некого го провоцирав со ова, затоа што сега ќе се обидам практично да прикажам како со неколку алатки кои што ги имаме на располагање, можеме да заштедиме време кое што во барем 2 години наназад, само да го напишете и да го истражите ќе ви требаа недели. А сега тоа ќе го направиме за време на траењето на овој вебинар. Во 40 минути ќе собериме толку многу материјал и толку многу ќе го скоцкаме материјалот, што, па да не претерам, би ни требало порано и месец дена седење во библиотека и истражување. Тоа е тоа што ни го нуди вештачката интелигенција, која што мораме да го искористиме. Сакале ние или не, тоа мораме да го искористиме. Но, исто така мораме да бараме начин како тоа да биде етички, исправно и правилно. Мора да биде сето во норма, под некои правила, затоа што ако не постојат некои правила, тоа би било анархија. Нема кој друг, ако немаме правила, ние мораме сами да ги направиме. Бидејќи ја гледаме презентацијата, мојата прва алатка што ќе ви ја прикажам, сигурно сте ја слушнале, сигурно сте ја користеле, е Гама. Ова се сите мои презентации што се направени на Гама. Ама, набрзо, само накратко. Гама е апликација која што креира, можеме да креираме презентации. Кога ќе го креираме содржината, ќе се вратам назад, затоа што може да креирате содржина од текст што ќе го имате вие напишан. Можете да дозволите вештачката интелигенција да генерира текст, или пак можете да импортирате файл директно од веб страна. Што може да направите со последниот дел? Ако, например, при вашето истражување сте наишле на некоја веб страна која што би била многу допадлива, интересна, лесно за снаоѓање, можете вие вашата содржина што ќе ја направите да ја конвертирате во веб страна токму како таа што сте ја виделе. Ќе го прикажеме покасно кога ќе собериме содржина. Ако го изберам првиот дел, ќе го добиете прозорецот во кој што ќе ја ставите содржината. А потоа покасно ќе видиме што ќе правиме со неа. Во вториот дел ќе генерираме, самата вештачка интелигенција ќе ни генерира одредена содржина. Долу имаме example prompts, што тоа ние точно ќе побараме. Еден дел од денешниот вебинар ќе биде како ние ова најправилно да го напишеме. Затоа што кога велиме, добро, што му пиша ти на GPT за да ти го даде тоа? Јас се обидувам, ама не го добивам истото. Денес ќе се обидиме и тоа да го направиме, доколку можеме. Бираме колку карти, всушност се слайдови. Мојата верзија што имам ми нуди 20, а вие ако имате основната верзија можете до 10 да генерирате слайдови. И имате 400 кредити, односно може да генерирате
за секоја презентација зема по 40, значи 10 презентации ќе можете да креирате со вашиот бесплатен акаунт. Може да креирате веб страна, може да креирате документ или може да креирате пост за било која социјална мрежа. И во овој дел import файл URL може да вставите файл кој што може да биде Word документ, презентација, PowerPoint презентација, може да импортирате документи веќе од вашиот Google Drive или веб страна која што ви кажав по избор. Значи, ова алатка ќе ја користиме за да генерираме презентација за она што ќе ни треба. Еве неколку што сум ги користил јас и овдека ги имаме, стоат како мој избор. Сега ќе се вратам назад. Останатите елементи, гледате овдека можеме да почнеме од празно, скроз од ништо, од нула, што би рекле, и можеме да импортираме од било каде. Ова реков ќе го користиме покасно кога ќе треба да креираме она што ќе го најдеме. Сега, што е тоа што сакам да ви покажам? Оваа вечер, не вака, ќе го споделам прозорецот. Ова е еден обичен линк, каде што ги чувам линковите каде што ги скратувам долгите, огромните листови. Само за информација, линкот што е за овој вебинар бил 368 пати вклучен. Сега вака, спремете се да се втурниме во нешто кое што за некого ќе биде ново, за некого ќе биде не така ново, ама нови се елементите што се достапни од пред неколку денови. Ќе се обидам да демонстрирам нешто кое што досега го немам пробано, а знам дека функционира. Првата алатка ќе ја копирам, ќе ја отворам тука и ќе ја копирам во чет, мислам дека е достапен четот за сите. Се што треба да направите е да појдете на Google. Иако мојот прв избор е Microsoft, оваа вечер ќе ви споделам нешто од Google. Горе десно сум најавен, ако не сте најавени, најавете се, многу ќе биде практично. И во овој дел ќе пишам Google Studio AI. Значи, еве го тоа што треба да го пишете во Google. А сега ќе го отворам првиот линк. Ќе се отвори овој прозорец. Сега го копирам линкот во чет, за да може да ме отворите. Да го отворите и да се обидите да следите. Првиот прозорец. Ако сте регистрирани, ќе го добиете овој прозорец. Ако не сте регистрирани, ќе се регистрирате. Еве јас ќе пробам да видам како ќе изгледа, да ви покажам, ако не сте регистрирани. Ќе отворам страницата од четот. И еве го првиот прозорец во кој што ќе го добиете кога ќе појдете во Google Studio. Сега овдека ќе треба да кликнете Sign in, да се најавите и ќе го добиете истиот прозорец од претходно. Нека остани ќе ни се најде. Сега што правиме овдека на почетокот кога не сте го користеле, може да изгледа страшно, но верувајте е многу едноставно. На почетокот добивате информација дека време за да изградите нешто, а може да правите чуда. Последниот дел ве молам, сега за сега, ако немате искуство да го правите, ќе си направите повеќе штета него добро. Овој API клучот оставете го, занемарете како да не постои. Сега ќе го избериме првата опција, Try Gemini, и го добивате овој прозорец. Прво што ве советувам да го направите, кога зборуваме за етичко користење, е да појдете горе кај запчаникот веднаш до вашето лого, да си го промените изгледот, дали сакате да биде светло, сакате да биде темно, или да имате системската тема од вашиот компјутер, но не е толку тоа битно. Делот Autosave да биде вклучен, затоа што сте најавени со Google и сето она што ќе го направите ќе биде зачувано. А Terms and Services и Privacy Policy
се токму она со ситните букви што никој од нас не ги чита. Одвоете време или прочитајте го. Тука да видите што е тоа за вас. Се може да пробаме, ама да не губиме време. Например, ајде се условите за користење. Ја сега можам да го копирам целото. Еве вака. Видите, имаме вештачка интелигенција на располагање. Е вака ќе го копирам целото ова. И ќе му речам на самиот Gemini да си се коментира самиот себе си. Прво нешто што ќе направам. Ете колкав е голем текстот, па пате ми на англиски ја напишам. Ќе го копирам и ќе се вратам назад. Ќе го ставам целиот текст тука и добивам овој прозорец. Една од причините зашто пробав одма да го видите ова. Токму поради тоа што зборував и кој што беше поводот за почетокот. Добивате известување, ќе се обидам да го преведам. Со користење на оваа можност, вие потврдувате дека ги имате сите неопходни права на содржината која што ја прикачувате. Не генерирајте содржина која ги прекршува другите интелектуални права и правата на собственост. Тоа значи дека ако во книгата што ја користите има изричито право дека не можете да го користите ниту еден дел од незе, тоа значи дека вие не можете да го користите. Но тоа се уште не е до крај доречено. Затоа се го копирав овој дел. И сега, тоа е целата содржина. Е сега друг многу битен дел. Ќе речите, па не можам секогаш овој текст да го користам. Да, во Google AI Studio можете да користите делот token count, делот од десната страна кај што ми е покажувачот. Имаме моментално 2616 карактери искористени од вкупно милион. Тоа значи дека во овој context window, во овој дел, можете да ставите милион зборови. Проверете во GPT, ќе добиете дека милион зборови всушност е книга со нешто околу повеќе од 300 страници. Тоа значи дека вие можете да комуницирате. Тоа е само во Google AI Studio можно со огромна количина на податоци. Сега, овој дел има многу други податоци овдека, само ова е многу битно, ајде. Кај температурата. Ако овој слайдер го носам десно, текстот ја правите моделот Gemini покреативен. А ако ја вратите назад, температурата ставите ладна, тоа значи дека креативноста во одговорот ќе биде многу помала. Па затоа ако забележавте на почетокот беше 1. Ова се алатките кои што може да ги користите, ама ве советувам експериментирајте. Најдобар начин да проверите е да експериментирате. Одека имаме уште дополнителни известувања и така натаму. Ова заборавив да ви го кажам горе. Проверувајте како што излегуваат новите модели на Gemini. Тука ќе ги имате сите. Моментално Gemini 2.5 Pro Preview, ако го користите во само Gemini на мобилен, ќе треба да го платите. А во Google Studio, бидејќи е експериментално сега за сега, е бесплатно. Затоа токму го покажувам да го користиме додека е бесплатно. Инаку во спротивно треба да платиме за тоа. Сега, во нашиот прозорец, во овој дел, ќе побарам сега, ајде вака, ќе побарам да ми ги извлече ми ги главните точки од овој кои се важни за мене како наставник. Извлече ги главните. Секогаш грешавам кој ќе пишувам. Наставник. Ајде да видиме што ќе се случи. И сега почнува процесот на размислување. Целиот текст е на англиски, а само една реченица напишам.
Само да видам дали ќе се каде ја напишав таа. Изгледа ја напишав на погрешно место. Да. Ќе го запрам каде го напишав текстот. Извлечи ми ги. Аха, еве ги како наставник, добро. Го запрев и сега ќе му речем го препозна тоа што сакам, мисли дека нема да ми даде, ама еве сега можам да го едитирам тоа што го напишав, а можам и уште еднаш да му кликнам rerun, а и тоа ќе го направам, зашто го покинав, мисли дека нема да ми даде одговор, ти не го гледам текстот што го напишав јас. Или најверојатно е горе тој текстот што го напишав јас. Не. Тука во овој прозорец. И сега еве го времето што му е потребно да размислува. Еве како оди 20, 30 секунди, 26 и еве го за 26 секунди. Што се најважните работи за мене како наставник што треба да ги знаам од овој документ. Се замислете колку време ќе ми требаше да го прочитам сето ова, ќе го прочитам само за наставникот. Бидете многу внимателен со возраста на учениците. Директен пристап со ученици под 18 и така натаму. Приватноста на податоците, одговорноста за содржините. Ти си одговорен за тоа како ја користиш генерираната содржина. Таа може да биде неточна. Не ја користи како замена за професионален совет. Едукативна употреба. Нагласим на учениците, ако дискутирате за AI алатки, дека тие се помошници, но не се непогрешливи и не треба да се користат за чувствителни одлуки како и единствен извор на информации. Се на се не му требаше 38,6 секунди. Овој колку да го демонстрираме тука, горе имаме моливче, можеме да си ставиме име, можеме да имаме системски информации, овој дел, на кој што наредниот вебинар ќе го посветиме. Ова се системски информации во смисла да не ги пишувате истите промптови, истите насоки за интелигенцијата, туку да знае однапред за што ќе треба да се зборува. Ова се кодови, ова може да автоматски се зачува и така натаму и така натаму. Е сега, ајде овдека да пробаме да направиме нешто со да креираме некаков си ресурс. Еве, например, ајде, дадете предлог. Да не биде јас од математика кам. Ајде, слободно пишите во чит, зашто сакаме да пробаме. Ти ми требаат некакви информации сега, да не биде да отворам јас. Ќе отворам ноутбук LM, има еден многу добар линк, ама тоа после ќе го чуам. Ајде, предложете нешто. Нешто што сакате да го разработиме. Ајде вака. Ајде, ќе се почнавме со етичкиот едел. Ајде вака. Што се случува? Ајде вака. Што се случува со генерираната содржина од АИ? Од ВИ. Добре, на латиница ќе го напишем. Кој е собственик? Кој е кој е собственик или носител на авторските на што? На презентацијата или есеја со помош на АИ. Значи, што се случува со генерираната содржина од АИ? Кој е собственик или носител на авторските права на презентацијата или есејот или сликата или видеото генерирано со помош на АИ. Затоа што знам сигурно дека машината не може да се смета како носител на авторско право. Треба да е човек носител на авторско право. Ако не лажам, ако имаме некој стручен тука, нека ме кажи дека не е така. Да видиме што ќе биде заклучок. Колку време ќе му треба да добиеме одговор на прашањето, па пак треба да го провериме ова прашање. Сега само ние
добиваме некакви си напатствија за сето тоа. Ама видите, ова е според документот што беше напишано дозгора, сега според тоа го дава. Што го ставив погоре. Ево заклучокот само. Google нема да ја бара собственоста на презентацијата, есејот, сликата или видеото што ќе го генерираш користејќи со Gemini. Најверојатно ти како наставник кој ги дал инструкциите и го водел процесот, ќе имаш најголеми права. Ќе користиш таа содржина под услов да ги почитуваш сите други услови. Како што е забранетата употреба. Сепак биди свесен дека ти си одговорен за тоа како ја користиш таа содржина. Сега, имајте ово предвид дека Google не тврди собственост, тој исто така наведува дека Google may generate the same and similar content for others. Значи, Google може да генерира иста или слична за други корисници. Ова е, доста е со тоа. Сега додиме нешто практично за нас. Бидејќи ни треба, ајде вака се. Овие што се нju вчера не беа на располагање. Ајде вака се. Ајде вака. Ќе генерирам, ајде вака. Сега ќе генерираме моите ученици во 7 одделение имаат многу големи потешкоти со дропки. Дали може да ми помогнеш да креираме AI математички тутор кој ќе ги води во решавањето на проблемите. Искористи ги сите. Значи, ова се обидувам сега да карикирам нешто, затоа што ќе сакам да ги ве наведам, да креираме, да почнеме од нешто, од некоја идеја, па потоа заедно да видиме што ќе ни слажи од така. Искористи ги сите расположливи ресурси кои ти се на располагање за да креираш таков iTutor. Биди експерт во постапи како експерт во областа на математиката и AI. Ова може да биде било која област. Сега дали точно го напишав. Сигурно имам грешка. Моите ученици во 7 одделение имаат многу големи потешкоти со дропки. Дали може да им помогне да креираме AI математички тутор кој ќе ги води во решавањето на проблемите. Искористи ги сите расположливи ресурси кои ти се на располагање за да креираш таков AI тутор. Постапи како експерт во областа на математиката и AI. Сега ќе го копирам и ќе го ставам и вас во четот за да пробате. Ајде сега да видиме. Сите знаеме што изгледа, како изгледа некој AI тутор, ама ајде да креираме. Значи, ова сега го правиме во живо. Ни јас самиот не знам што ќе се случи, затоа што некои два резултати на вештачка интелигенција не се исти. Еве го. Верзија за AI тутор Dropcometer. Dropcomentor, така се нарече себе си. Значи, кои се клучните компоненти што ги дава? Еве ги сите овие константни. Имаме чекој за развој и така натаму и така натаму. Ова е амбициозен, но сосем остварлив проект со денешните AI технологии. Клучот е во комбинирањето на солидна педагошка основа со паметна технологија. Повторно, наставникот е незаменлив.
тој ќе искористи алатката за да направи нешто што ќе му олесни работата. Замислете да имате ученици 6 и сите тие да имаат ваков еден тутор кој што ќе ги води во зависност од нивните одговори. Дали можеме да креираме првична верзија промптот from кој би по истории стил. Вака. Ајде вака првин ќе се обидам. Дали можеш да ме водиш чекор по чекор низ етапите на креирање на овој промпт? Дали можеш да ме водиш чекор по чекор низ етапите на креирање на овој промпт? Биди најдетален што можеш. За да можам да те следам. Значи, дали може да ме водиш чекор по чекор, а дека имам грешка во пишувањето. Не знам зашто, ама редовно се случува. За дека се обидувам брзо да ја напишам. Дека запирка. Еве вака, еве го промптот ќе ви го дадам и вас и еве сега да видиме што ќе се случи. Значи, целта ни е да обидиме, вие можете ако ме следите паралелно да се обидите за вашиот предмет да го правите. На интернет може да најдете многу готови промптови. Еве наш специјален. Специјален ќе креираме за вас. Јас сега ќе ставам во контекст на моето оделение. Знам со кого си имам работа. Еве тоа ќе го направим. Добро, првиот чекор, вториот чекор, третиот, добро. Еве ги неважните елементи. Значи, еве ги кои се основните елементи што можеме да ги добиеме. Значи, треба да биде специфичен, јасна цел, широк опсег, добро дефинирана очекувана експертиза. И сега еве ги деловите. Сега ќе го побарам. Ова можеме да го надоградуваме. Оно ми прва верзија на промптот, за да го пробам. За да видам како изгледа. Додека тој генерира, јас овдека имам една верзија за вас што е готова. Ќе ви ја споделам линкот потосно, ќе видиме. Еве овдека. Ево дека еден господин. А не е уклучена најверојатно заради тие што сте надвор од тоа зависи од полисите. Значи не можете да пристапите од четот никој. Опа, значи тоа вака како да чекај да видиме како да направим. Вака ќе направам, вака има решение за сето тоа. Вака ќе направиме одма. Ама не, тоа е делот за question and answers. А внатре чекајте, оневозможено. Чекај да видиме. Дали можам, дали имам опции да средам овдека. Тоа мислам дека е овозможено, не знам зашто. Тоа беше од старт овозможено, требаше да биде.
овозможено овдека. Само 2 секунди да видам дали ќе можам да го овозможам. Ако не, ќе барам друг начин да ви го споделам ова, ама ќе го најдеме начинот одма сега. А дали го гледате четот всушност? Дали може да кликнете нешто од него? Ајде вака сега. Не е активен значи четот. Така, не. Тогаш не можете да имате да пристапено на него. Чекај се да видам да не можам нешто на брзина да средам. Сега одека да видам дали м, имаме дали имаме опција. Meeting options. Сега ќе пробам да ги сменам опциите. Само за да се обидиме да помогнеме. Да мисля дека е во ред тоа. Ајде сега ќе се обидиме да го средиме тоа, ако можеме. Ево ги. Cook and present, roles, allow microphone, еве го. On, meeting chat. Ајде сега да видиме. Ајде сега пробајте направите рефреш, дали ќе биде се во ред. Мислам дека сега би требало да можете. Ете го одлично. Значи гледам пораки дека може. Одлично. Сега дали може да пристапите на претходните што ги копирав? Текстови. Океј, одлично. Еве вака се. Ова што го добив. Сега ќе го копирам промптот целиот што го добив. Еве вака. Значи сега го копирам од кај мене тоа што го добив и ќе го дадам вас. И сега истото тоа ќе оставам овде. Сега, јас сум наставник по математика и сега овдека се пишуваат елементите кои ќе го видите промптот. Како тоа се прави, ама ќе видиме после уште неколку работи. И сега ајде да видиме. Значи ова е како ние тоа да го направиме според она што нам ни очекува. Добро, значи се уште не го разбира тоа што сакаме да го направиме. Затоа што идејата е кога ќе го сега ќе почнам да добро е. Ова покажува што е, што треба да стои сега вака. Сите овие се елементи кои што ќе влијаат на него. Вака сега, да видиме дали функционира. Може ли да ми помогнеш и да ме научиш како на латиница пише, може ли да ми помогнеш при собирање на дропки со различни именители. Да видам што ќе се случи, после имаме евака, врз основа на овој промпт што беше. Ова е сега како ученик да прашува. Затоа што не сакаме, можеме и на овој принцип да одиме. Можеме да поставуваме прашање во зависност од тоа што ќе го добиваме, полека да го учиме. Еве го.
Значи, ова е комплетното решение, но не сакам да биде вака. Дали може? Значи, сега проверувам дали може интеракцијата да биде како јас да сум ученик и ти да ме водиш низ процесот на учење, поставувајќи и прашања едно по едно, без да ми го понудиш одговорот. Одговорот треба да го дам јас. Еве го ова што напишав јас. Ајде го сега, и кај го ставам. Да видиме сега дали ова можеме да го модифицираме. Значи, јас имам готови промптови за вакво нешто. Едниот и го отвори овдека, ќе ви го прикажам после. Во ноутбук елеме и наместа. Еве да започнеме. Замисли дека имаме задача да ги собериме следните две дробки, половина и третина. Првото прашање, што забележуваш во врска со именителите, долните броеви на овие дробки 2 и 3? Дали се исти или различни? Тие се различни. Сега јас одговарам во името на ученик. Тие се различни. Ајде да видиме сега што ќе биде. Одговорот на се тоа. Да, сега кога знаеме дека именителите се различни, што мислиш, дали може директно да ги собериме овие или треба да се направи нешто друго? И сега јас треба да одговорам како ученик, сега јас знам што треба да напишам, ама еве намерно ќе сгрешам. Па мислам дека половина пица и третина пица се многу незгодни за собирање. Особено третината. Ајде да видиме што ќе се случи. Сега не можам да бидам воопшто во улога на ученик, но еве, одлично размислување. Размисли како би можел да ги сечеш тие делчиња, парчиња пици, значи одма продолжува во контекст на кој што јас во обидов да му одговорам, за да можеш да ги изброиш. Тоа значи ли дека кога го делам делчето пица на помали парчиња, јас ја намалувам, ќе напишам намерно, намалувам дробката. Да видам што ќе се случи. Ова до искуство сам пишал. Со тоа ќе завршиме. Интересно прашање. Кога го делиш парчето пица на повеќе помали, всушност не ја намалувам дробката што беше мојата грешка намерно. Ако таа половина ја пресечеш на уште два еднакви делови, колку вкупно такви помали парчиња ќе имаш од целата пица и како е запишале таа дробка? И сега понатаму продолжува. Јас побарав од него и тој ќе ме води сега целосно. Сега, овдека идат добриот промпт што ќе биде на почетокот, кој ќе го направиме, ќе видите покасно сега од оваа веб страна што ќе ви отворам. Од овој овдека, господинот, кој што цел живот се занимава со тоа. Сега јас, овдека го имате целиот промпт што го користи. Јас едно само од овие ќе покажам, затоа што знам тоа е точно. Еве го промптот целосно што тој го искористи. Значи, ова е целиот промпт од видеото. После ќе ви покажам како овие ќе ги обработиме. Ќе го пратам и линкот во чет. Еве го промптот, што тој го искористи, специјално е креиран. Еве ви го линкот горе од веб страната, каде што има повеќе видеа. Замислите, ова е од пред... Мислам дека е, видим колку е старо, оведнаш ќе го отворам видеото на YouTube. Да проверам, 10 минути е видеото, во кој што го објаснува ова.
Сакам да видам само колку е старо видеото. Ова видео вика дека во најавата дека недобриот промпт. Ова е, дали има датум? Нема. Пред 4 месеци. Пред 4 месеци е креирано, а видете колку има уште нови измени од тогаш до сега со развојот на ова се различни елементи. Ај сега да пробаме тоа што го најдов да го креираме, да видиме некој професионалец кој што можеме да го направиме, а зошто да не и да го искористиме. Се вратиме назад. Се ќе отворам нов чет и се ќе оставам истиот, целото, комплетниот текст. Сега, видите сега овде како контекстот е огромен. Би сакал само ќе додадам целата комуникација да биде на македонски јазик, по можност не употребувај стручни термини, а ако ги употребиш, те молам, објасни ми ги. Те молам, објасни ги. По можност не употребувај стручни термини, а ако ги употребуваш, те молам, секогаш вака се обраќам, не дека треба, ама навика. И ај сега да видиме промптот, што е разликата од тоа. Ова е вешто направен. Еве ги дефинира параметрите, не ни видов зашто беше ова. Мислам да видам овдека, можеби не е ни подесено, вие може да си го доведите во што сакате. Тема. Аха, ќе ме праша за тема сега, мислам. Еве, согласно вашите инструкции, првиот чекор е да ја добијам темата или областа за која треба да креирам исклучителна почетна инструкција. Ве молам, наведете ја темата или областа за која сакате да креираме почетна инструкција. Еве сега, бираме тема. Историја. Историја. Период меѓу двете светски војни. Сега да не пишува Македонија меѓу двете светски војни, а биде уште понезгодно. Ајде. Намерно бирам област за која што јас не знам многу, знам, ама не толку многу како математика, па да видам во улога на ученик. Ова е кратенката што има горе објаснето, вие што сакате да се задлабочите ќе го добиете тоа. Дека креира посебно македонски промпт, видите колку време размислува. Готово, еве го. И сега ова го генерира промптот, пазете. Ова е промптот што јас морам целосно да го копирам. Значи сега самата програма ми го генерира промптот што ќе ме води во целото ова што го работим. Ова целото ќе го копирам сега, само нека заврши. Видите, имате овдека елементи внесете предефиниран формат. Ова е само треба да го земите, да го адаптирате. Се надам дека ова почетна инструкција ги исполнува вашите очекувања, за цел намерно вклучив опција за корисничко прилагодување. Значи сега ќе го копирам ова целото. Сега вие се што треба да направите како експерт на она што зборувавме предходно, ќе го копирам, ќе го ставам кај вас во чет и вие само треба да го модификувате според она зашто вие мислите. Сега ќе се обидам да го копирам, ама немаме никакви модификации, треба да го препрочитаме еве го овдека. Ја да видиме што ќе се случи без никакви модификации. Иако не е во ред, ама са во интерес на времето да не го проверуваме тоа. И сега, еве да видиме што ќе се случи. Response plan, сега планира план за одговор и прави есеи и така натаму и така натаму. 20 секунди ми требаше. Еве, како професор по модерна историја, со задоволство изготвувам собатна длабонска анализа меѓувојниот период
следејќи ги деталните насоки и така натаму. Ова не е како тутор, туку е промптот што го избравме беше за сосема друга намена, за истражување, но можеме да го направиме и на таа насока. Ова е промптот наменет за како да генерирате добар промпт, она што ви го покажав, кој што ќе ви даде за избраната тема најдетална анализа. Значи, ова не е за тутор, туку ова е како од тој промпт да направите, гледате колку имате детална анализа за темата што е напишано. Значи, сообично може да биде да го модифицирате за било кој предмет, ама не е за тутор. Одека сега не спомнам дека може да се генерираат планови, може да се генерираат лекции, може да се генерираат. Сега, од ова ми изгледа феноменално. Феноменална содржина од која што ќе направиме нешто, само нека заврши, 100 секунди веќе елаборира. Замислете да ја променев темата, можевме да бидеме и поспецифични, вака сега избира што да пише. Економски последици, политика и проширување, идеолошки, заклучок, лекциите од една турбулентна епоха. Еве го целиот текст. Сега ќе го копирам овој целиот текст. Не ни го прочитувам. Ќе отворам нов чет и сега ќе му речем. За следната содржина креирај интерактивна, ајде први вака, креирај презентација за ученици од 9-то одделение, мислам тогаш учи Втора светска војна, за 9-то одделение. Следната содржина креирај презентација за ученици од 9-то одделение. Сега, секој слайд, ајде ова веќе да не пишувам дека во секој слайд 5 набројувања, користи набројување најмногу 5 и понуди ми визуелни елементи во истата. Ево. 5 набројување најмногу 5 и понуди ми визуелни елементи во истата. Еве сега содржината. Целата содржина. Гледате го бројот сега каунтот кај токенот што ќе веде. Автоматски, целата. Комплетната содржина има тука. Еве го. Се што ни даде за 100 секунди интелигенцијата. Сега за оваа цела содржина, на колку време ќе му треба да ни генерира презентација и секоја треба да има по 5 слайдови. И то презентацијата да биде наменета за ученици за 9-то одделение. Можем да побарам наставна содржина. Може да биде еден дел да се да разработи. Еве сега. Колку време ќе му треба, не знам, ова сето да го направи. Ама сигурно околу 100 секунди. Ајде, 30 секунди. Еве презентацијата. Релативно брзо ќе оди, побрзо од очекувањето. Замислете колку време ќе ви требаше да го направите ова и да го истражите цело оваа епоха и да направите некоја презентација која што ќе има па сигурно 10, 15, 20 слайдови. Само да ја напишете колку време ќе ви требаше. Сега, тука важноста на наставникот е да го провери се тоа. Значи, таа ќе го генерира, но наставникот е тука да провери. Прилагодиш времето, располувањето, таман, доволно е, сосема е доволно. Еве вака. Ќе копирам содржината. Ќе ми треба затоа што. Сега ќе поберам вака. За содржината креирај интерактивна ајде 10 квиз, 10 multiple MCQ, multiple choice questions, заедно со, вклучувајќи ги, не пишувам, вклучувајќи ги од решенијата,
вајќи ги и одговори на прашања. Значи, за содржината креирај multiple choice question, вклучувајќи ги, пишувам со големи, и одговорите на прашањата. Хајде да видиме. Сакав друга ми беше идејата, ама и ова ќе го направиме. Значи, сега треба да добиеме квиз. Еве го, 10 секунди само му требаше. И ќе добиеме 10 прашања. Еве ги одговорите. Сега, за овој квиз те молам, креирај ми интерактивна веб апликација. Видите сега што ќе се случи. Интерактивна веб апликација во самостоен HTML формат. За да може полесно да ви го прикажам. HTML формат. Значи, за овој квиз те молам, креирај ми интерактивна веб апликација во самостоен HTML формат. Сега, овој квиз ќе почне да го кодира и ќе ни направи квиз кој што ќе биде веднаш готов. Повели Зоран? Додека чекаме. Или од преска е тоа раката? Сега забележи. Еве го квизот. Јас знам HTML, но не доволно добро, но сигурно не онолку брзо. Знам да го променам кодот онаму каде што треба. И можам да го напишам, но олку брзо не. Дори на крај ќе добиеме упатство, че не мора да знаете никакво кодирање. Значи, периодот на Forms веќе заврши. Еве го кодот и сега имаме упатство. Овдека вака JavaScript се е внатре. Сега вика како може да се направи ова. JavaScript готово. Видите што ќе направам се. Ова само ќе го копирам. Овдека имаме сорт, вака. И ќе отворам еден обичен Word Notepad документ. Да можам и да му побарам. Но ајде вака. Ова се ознаките упатството, така натаму. Да дворешни до тука или интернет конекција за да работи откако ќе ги зачувате и отворите. Еве вака. Значи сега ова за да работи него да ми го креира. Сега ќе му побарам, еве вака документот за да го имам. Сега можеш, ќе му побарам. Дали може да ми креираш HTML файл? Дали може? Бидејќи ќе променувам на кирилица и латиница. HTML файл. Да ми го креират самиот, јас само да го преземам. Ама и ако не го креира, додека го чекаме тука, секако. Еве. Значи ова сега ќе го зачувам. Save as. И ќе оставам некаде на десктоп. И сега ова ќе го викам историја. За секој случај да видиме што ќе се случи. Еве го документот. Еве го, како да направиш HTML, го копирам целото, ми кажува како, го имам и готово. Сега, еве да видите што направив. Воопшто да имам, значи го отворам нов пробарувач и сега ќе појдам на десктоп и ќе го побарам фајлот што го креирав, еве историја. И ќе го отворам. И еве сега квизот. И сега
Следно прашање. Не ги читам одговорите. Замисли, па точно го погоди. Не, точно го имам одговорот. Ќе поминиме на 10-те прашање. И последното, директен почеток на падот на Полска. Готово. Еве 5 од 10. Значи, ете квизот колку го добивме и колку е подобро овој квиз кога би го имале на час. А требаше колку? 3 минути за да го направиме. Сега можеме ова да го модифицираме и да го подобруваме колку ни душа сака. Ова е во врска со тоа е нешто што може би некаде и на друго место може да се напише. Сега ќе отворам Word документ, сакам нешто друго да ви прикажам од можностите што ги има овдека. Тоа е дел од стрим. Сега нема да верувате, па ова што се може да прави. За тие што нема. А сега ќе се обидам да зборувам. Ќе зборувам на македонски, само не знам, а ќе ве молам да ми кажете, ако не го слушате мојот разговор со Gemini, сега ќе пробам јас, ќе треба да пресподелам уште еднаш за да уклучам звук, за да може да го слушате тоа. Ама први ќе пробаме. Што е идејата? Во овој дел за стрим, а вие можете да зборувате со Gemini, да ја користите вашата камера во моментот или да го споделите екранот. Значи ова, ако би го имале во уред, дома или на училиште, а Gemini уствари ќе биде ваш водич. На едно YouTube видео што го гледав на интернет, човекот што го користеше ова, го користеше преку мобилен телефон, а со веб камера од мобилниот телефон, појде пред фрижидерот, го отвори фрижидерот и го праша Gemini според состојките што ги гледаш во фрижидерот. Понуди ми 3 рецепти за ручек што можам да ги направам. И замислете ги добро. Сега да видиме дали тоа можеме практично да го направиме. Бидејќи сега ќе се обидам нешто што немам пробано до сега, затоа што мора да можеме да пробаме. Ќе отворам Word, сите знаете Word. Ама, во Word ќе напишам равенка, бидејќи сум математичар, што да правам, и ќе се обидам да, зборувајќи и споделувајќи го екранот, одејќи чекор по чекор со Gemini да пробаме да решиме. А исто така ова може да се користи и со друга намена. Го користам затоа што може да ме научи како да работам нешто во Word, ако не знам. Само да видам каде ми е Word-от, еве го Word-от. Еве вака. Еве го сега Word-от, нека стои овдека отворен и ќе напишам една равенка. Сега, еве вака, да ја гледате и вие, ако мислите било што. Ова ќе искористам една алатка да напишам равенки, таман да ви ја представам, сигурно немате видено. Ова е кинеско злато, кое што го нема никаде. Еве, например, ајде квадратен корен. Трети корен, еднаков на, сад да нема решение двојка ќе пишам, еднаков на 2. Еве. И сега ова ќе го затворам, за да се појави равенка. Еве. Ајде сега што е идејата? Идејата на овој следен експеримент ќе биде следната. Ќе го споделам мојот екран со помош на share screen, сега тоа ќе го правам. Сега, во прозорецот што го добив, бира поново ги генерира ChatGPT, кога можете и бесплатно да ги имате. Се што треба да направите, сега овдека ќе направиме. Имаме image generation, speech generation. Ајде вака сега, ќе пробам, ова први да испробам слика, затоа што тоа сум го пробал. Сега ќе генерираме слика. Сега, ајде вака ќе пробам. Може, за квизот ќе биде, може ли да ми креираш слики на ученици кои би ги читале
прашањата од квизот, кој претходно го креиравме. Слики. Сега може да видите детални какви ученици кои би ги читале прашањата на квизот, кој претходно го креиравме. Ајде да видим. Еве, ако табла креда, сега можеме да бидеме подетални, значи ми треба илустрација, кој, сега не знам како да го опишем, ова ми треба илустрација на ученик кој зборува и е сам и се гледа неговиот лик, само неговиот лик, и се гледа неговиот лик, сликата да биде хиперреалистична. Ми треба по еден ученик од двата полови. Ајде да видиме, сега ќе биде поинаква слика. А овој не зборува, ама добро. Сваќате што идејата. Еве едната. И уште женскиот лик кој те молам да не биде сериозно. Пишувате што ќе ви текне во моментот, што сакате да добиете. Има промптови. Ете така. Значи, ова не зборува, ама ќе ги искористиме. Одека може да ги ставите во слика. Сега ќе ги снимиме овие две слики. Сега, што идејата? Идејата ми е тука, видовме како се генерираат слики. Ќе ги зачувам овие двете слики. Исто на десктоп ќе ги ставам. Сега идејата е да направам диалог во кој што учениците ќе ги читаат одговорите. Или едниот ученик ќе го чита прашањето, а ученичката ќе го чита одговорот. Добро. Ајде сега ќе ја снимиме сликата. Че може да скриете од кај сакате слика, но јас сега вака. Сега ќе се вратам назад. Значи имаме speech generation. Вака. Сега овдека ги имаме инструкциите, овдека се текстот, што треба да го ставиме. И сега овдека може да имаме скрипта, може да имаме транскрипт да ставиме. Овдека упатство како? Читајте гласно со топол и пријателски, ова се првиот говорник и вториот, и овдека можеме да додадеме диалог. Сега, диалогот овдека што ќе го додадам, ќе бидат прашањата од тоа што го креиравме, само дали ги имаме некаде прашањата. А ги немам. Дали ги имам? Зошто? Значи да ги најдам прашањата ги немам. Се треба да излезам назад во чет, да поидам во историја, во квизот. Ми требаат прашањата за диалогот да ги имам. Ама не се овие. Овај валјда беше делот. Така имам во презентацијата, мислам дека ги копирав некаде тие. Ајде, да погоре ќе ги најдам. Еве ги. Да видиме што ќе излезе. Овдека треба да го поделам. Да видиме што ќе се случи. Ова е цело за ве ги подели. Спикер 1, спикер 2, ама не тука. Сега треба овдека. Ајде да пробам да изменам само едно прашање. Вака. Спикер 1 е прашање. Добро.
Овдека ќе пишеме speaker 2. Само колку да пробам. Другото ќе го избришам. Еве вака. Ова целиот останат дел ќе го избришам. Значи на исти начин би играле до крај. Еве вака. Са одговорот нема, само ајде да видиме што ќе се случи. Овдека има мултиспикер аудио, овдека сингл спикер аудио. Овдека името, гласот, првиот и вториот се уште го генерира. Да видиме што ќе се случи. Може би ќе го ставевме, ова прв пат го пробувам затоа што е прилично нова опција. Дека го чекаме да заврши, ама ако појдам на друго место ќе се исклучи. Овдека имаме кој модел го користи. Може би требаше новиот да го користам. Те овдека е на стариот. А ако преминам на новиот. Овдека се подесилувања. Мислам дали ги слушате. Тоа беше диалогот што го креиравме веднаш. Сега мислам дека и ова можеме и да го даунлодирам. Еве. Сега ќе го снимам и ќе го пуштам во чет за да го слушнете ако не го слушнавте. Одека може да ги променувате и говорите. И сега морам да го отворам за да го пуштам во четот. Ево, вака и ќе го пуштам во четот. Уште многу работи може да се генерираат тука. Например, може да правите и игрички, малецки, се тоа што се поставени тука, секој ден се додаваат, но ова е тоа што можеме да го направиме. Овдека може и кодот да го видиме, тој што го направивме претходно. Еве, ова сега ќе го копирам. И сега овдека кодот што го креиравме за веб страната. Видиме што ќе се случи ако го ставиме тука. Нека го е тоа. Еве сега, build, ќе кликнеме само, видиме што ќе ни изгради. Еве го кодот, го конвертира и сега ќе добиеме интерактивна веб страна. Многу подобро од онаа претходната. Ова може да се сними и веќе може да се објави и да биде активно на интернет. Нека остане, нека заврши тоа што е. Имаме уште кратко време. Ова беше само една алатка, која што нуди ненормално големи можности. Само на еден од претходните вебинари ви напомнав дека чекам да заврши, но тогаш, за жал, не беше достапно во Македонија, но еве сега како најава, само да ве заинтригирам во 5 минути, тај ноутбук LM, кој што од вчера, за наше задоволство, е достапен не само во Македонија, туку и имаме мобилна варијанта од него. Еве го во чет. Еве го и даунлодираното видео ако може да се прати, ама не можам да го испратам. Ќе да пробам да можам, дали да можам да го прикачам. Нема да можам.
Не можам да го прикачам, ама ќе ви го испратам. Дека видам дали може. Action не можам да прикачам файл тука во чат. Значи Notebook LM, ова ќе случи како во тоа што ќе го работиме за 2 недели. Пробајте, искористете го, сега само ќе нафрлам некои работи. Разликата помеѓу она што го видовте претходно и ова што го гледате сега е бесплатно, за разлика што од претходното Notebook LM има прилично скапа про варијанта, мислам дека е преку $300 таа, но и бесплатната е сосем доволно. Ова е тоа што сум го работил јас. Еве го ова, со кој што се спремав нешто слично, но не е завршено за денес. Јас сега за нас одека ќе искористам, ќе креирам ново. Кликнувате во овие 5-10 минути да видите само. И добиваме прозорец во кој што додавате извор. Забележете, во овој прозорец може да додавате извори Google Drive, Google Documents, се уште не може Word документи. Може да додавате линкови од веб страни, YouTube видео или да ставате ваш текст. Сега овдека може да ставате 50 линкови. Разликата помеѓу претходното и ова е што сега Notebook LM ќе служи како ваш личен истражувач, но само од вашите материјали. Замислете, можете да му ги прикачите сите материјали, сите дневни подготовки за една тема што ги имате и при тоа Notebook LM ќе ги пребарува и ќе користи како извор само ваши дневни подготовки. Ништо друго. Тоа значи, се што ќе ставите тука ќе биде потребно за обработка. Еве сега ќе оставам овој. И ова YouTube видео што го имам. Ќе го копирам линкот овдека, ќе се вратам назад и ќе појдам во YouTube. И ќе го ставам линкот од видеото. И сега, автоматски, јас добив овдека транскрипт на видеото. Овдека кратки црти што е напишано. Овдека долу можам да поставувам прашање во врска со видеото што го гледате тука. Од десната страна може да креирате многу повеќе елементи. Овдека може да креирате и мисловна мапа. Сега, ќе појдам од веб страната, ќе ставам целата веб страна негова. Ќе дам во Add и сега имаме вебсайт. Ќе оставам линкот од веб страната. Вака можете да ставите 50 линкови. Може да ставите и PDF документи. Мислам дека ги имаше тука. Сигурно го има, ама не излегува овдека, може и PDF документи да се пристават. Да наместиме во него дали имам некој PDF да пробаме. Во моментот. Отворено овдека да видам. И ќе надам само да барам некој соодветен одма сега. Еве, книга Генеративното АИ во образованието. Еве го. Ова книга е колку голема? 2,34 мегабајти, преку 300 страни е книгата. И сега еве ги трите услови. Сега целата дискусија што ќе ја водиме со вештачката интелигенција ќе биде токму соради за овие три. Сега ќе побарам, ајде прво ова новата опција. Ќе ни креира mind mapa. Ова не беше достапно до сега, со сега е можно. Мислам, ресурсите што ги ставив не се кохерентни, па нема да бидат добри, ама јас сега вака ќе направам. Уште најновата опција да ви ја прикажам, тоа е овдека Discover. Во овој дел Discover, тоа беше пред 2 недели можно. Ако немате идеја како сега немам спремено документи, пишувате што сакате. Effective way of prompt creating. Еве, effective way, може грешно и го напишав, ама не е битно. Сега, еве имам грешка, еве вештачка интелигенција. Grammarly ќе ми го коригира.
И сега пребарувам извори што би можеле да ги ставам за тој топик. Еве овдека, бидејќи нема да проверувам, 10 ќе ставам одма. И сите 10 ќе бидат понудени тука. Значи намерно ставив повеќе да видите што се случува. Откако ќе се постават сите извори, вкупно ќе имам колку 14 на случајни, кај се поставија сите. Се прво ќе креирам мапа. И тоа е ново, затоа ја демонстрирам не за првен. Мисловна мапа. Еве, мислам дека е готова. А не уште generating, кој ќе биде готова ќе биде со жолто. Мисловната мапа ќе биде генерирана од сите 15 извори. Што се овдека напишан, уште ја генерира. Устари 13 извори има. Еве готова е мапата, први почекував да заврши, сега ќе кликнам за да ја видим. Видете. Generative AI Education. И сега ова се сите елементи од мисловната мапа и се тоа може да се отвора дополнително. Замислете, ова може да биде било кој елемент што го предавате, било која лекција што работите. Ете колку може да биде ова детално. За да биде убавината уште поголема, оваа мисловна мапа може да се зачува. И се тоа беше генерирано од тие 15 документи што беа ставени. Се, ако сакате да видите од каде е, затоа велиме, имаме garbage in, garbage out. Колку ви е добар ресурсот, толку добар ќе биде резултатот. Ако сакате да видите каде е ова спомнато, ќе кликнам на него и автоматски ќе пребара Notebook LM во кој од овие извори е токму тој елемент каде што кликнав. Сега ќе добием за да го проверам. Еве го. И сега, еве го делот што го спомнавме со цитирање. Што не кошта кога вештачката интелигенција ќе ни генерира нешто, да го пишеме. Еве шеската, сега ќе кликнам на шеската, еве го изворот, каде е тој, можам да прочитам што тука стои, а може и да се отвори некој и овдека, ве 16-тиот. Кој ќе кликнам овдека, се врзани и двата. Еве сега ќе се отвори да го видиме каде е во оригиналниот документ, во книгата. Исто така, ако нешто овдека ви се допадне што го добивте, може да кликнете во Note и тоа станува како извор. Ако сакате да креирате временска рамка, можете и тоа да го направите. И тоа се што ќе креирате како белешка станува овдека. Разговорите можат да се избришат и да ги немате, но ако ги ставите како белешка, тие ќе стојат. Еве да видиме таймлајнот што го креиравме. Еве временската рамка од материјалите што ги поставивме тука. Ова сега ќе го... Ова е се временската рамка. Можеме да кликнеме и ќе го конвертираме во извор и ќе биде автоматски само тоа како извор. Сега овдека, ајде да креираме брифинг документ, во кратки црти целите, сите елементи да бидат, сите ресурси опфатени. Еве го, брифинг документ, да го видите и него. Прва точка, втора точка, во кратки црти сите 13 елементи тука опфатени. И уште study guide, значи водач за упатство, за учениците, измислено за работа со ученици. Еве се генерира врз основа на 14 извори, вклучувајќи и временската рамка. И сега, еве, мислам дека study guide готово. Ево study guide. И еве го квизот, прашањата на квизот, есеј формат, глосари. И еве сега, за крај на вечерта, ќе го копирам целото ова и ќе одам во гама, само да ја најдам каде ми е, апликацијата што ја правевме презентацијата на почеток. Можна, еве гама, ја најдам. Еве апликацијата, која што ќе генерира презентација за сето она што го... Да не е тоа. Да, тоа е тоа.
што ни го генерира Gemini. Сега, ова е детално, не ни треба, ова ќе биде кратко, ќе избериме да биде на македонски јазик. Сликите можеме да избериме каде сакаме да бидат, може да опишеме што сакаме во сликите. И овдека имаме freeform, cardbar карта овдека, еве го сега. Ова е во една картичка, сега дека треба да го поделиме да биде повеќе, ама вака сега ќе направиме. Оти ќе биде во една картичка, сега ќе избериме да биде како веб страната и треба да ги поделиме сега овдека. Прашањата во квизот и ќе бидат едно, па уште едно. Сега мал трик, ако сакате да ги поделите, ќе пишете 3 цртички и автоматски се делат прашањата. Ево, 3 цртички автоматски се делат. Ево, автоматски се делат. И ќе кликнам Continue. Сега, избрав презентација, ќе треба да го вратам назад, оти не сакам презентација да биде, затоа што не го даде како така. Вака. Ајде. Сакам да ми креира веб страна од ова. Може и презентација, ама не ми е средено тоа. Требаше да го средам, можеби. Еве го овдека, 8 карти, да видиме колку може да има. Не може повеќе од 8. Да видиме. Може. Еве 20. Ќе изберам професионална тема и генерирам. И од целото она ќе ни генерира веб страна. Сега ќе почекаме, ќе уживаме во магијата, додека се генерира сето, додека генерира ќе го оставам во позадина. Ајде, да се слушнеме да кажете вие што мислите. Да ве слушнам и вас оваа вечер. За наредниот ноутбук LM, ова што во последното го оставам и уште некои ситни работи. Повелете, мислам дека можете, дека се уклучени микрофоните, кој што сака може, а може и не се. Чекај на сите да пробам да ќе овозможам. Да, еве сега мислам дека можете. Ова од преѓеска. Ова не е делот што го копирав од... Само нека заврши. Секако почне. Ајде да се чуеме. Дали ова изгледа реалност? Бара работа, не бара работа, дали изводливо? Што мислите за ова? Сето ова е бесплатно. Единствено Гама, што го генерира презентацијата, не е во моментов. Мислам, во овој дел кај што генерирам не е бесплатно, но истото ќе го добиете, може би малку побавно и само до 10 слайдови. А ова што го имам, што го гледате, е платена верзија. Тоа е $10 месечно. Се друго што го гледавте дека е бесплатно. Ајде повели, Рамс. Повели. Кој е? Ова апликацијата? Гама, јас си ја плаќам. Мене училиштето ништо не ми дало освен крда и табла. Мислам и компјутер за работа, мислам. Не, се смеам, шалата на страна. Имам се што ми треба за работа. Се што ми треба за на работа имам, ама училиштето ова не ми го плаќа, не. Не, вака. Беше најавено дека тоа беше за Canva, ама беше променето. Моето училиште ја има, јас, тоа е благодарение на мене, моето училиште има Canva Pro. А горе стои моето училиште, затоа што јас сум од моето училиште. Јас каде и да одам го представувам моето училиште. Јавно и гласно кажувам дека тоа е моето училиште. Затоа што кога внесував податоци го пишав училиштето. Него е лично мое. А училиштето мое располага и со Canva Pro. Ете, добро што ме подсети на наредната средба, секој што ќе биде присутен ќе добие Canva Pro можност. Но со таа напомена што
ќе бидете во група од Блаже Конески, а може да користите што сакате. Сега додека дискутираме, ќе го видите. Ева, го генериравме и го имаме се. Дали имаме некое друго прашање? Имам да не ве прозивам, гледам уште повеќе крај на телец слободно. Искра или кој не го гледам? Милена беше прва, ама не е битно. Не, нема проблем, почнете, нема тука снеси, исти, само не ве гледав тука. На ова овдека што е? Сега одма ќе видиме. Мислам дека ова, сега ќе видиме. Inspiration, мислам дека е $10. Account settings. Сега не можам да најдам, ама ќе проверим одма на интернет. Мислам дека е $10, ако не се лажам. Еве го еве плюс, значи settings and members, ама само за еден член. Еве го овдека, еве плюс. Сега овдека. Да меничка да не случајно дека да не отвориме нешто што не треба. Мислам дека е 10, ама тоа лесно се проверува на интернет. Мислам дека е $10 месечно. Со таа разлика што добивате можност, вие имате само 10 презентации да направите, ама овдека јас имам, ако забележавте, можност да креирам 500 или 50.000 токени имав за креирање. Тоа е 50 пати повеќе од тоа што, или 100 пати повеќе од тоа што имате. Што би рекол, секој ден да правам презентации, можам да правам во ова. Што е сосем доволно. Ама пазете, ова го генерира комплетно. Вие можете и без ова да генерирате. Тоа ќе го користиме наредниот пат. Може и без ова. Со користење на алатки да се направи. Нема на што. Искра или кој беше ред? Наред. Добро вечер. И па еве сега ќе ви ја споделам оваа презентација, ќе ја споделам, а значи презентацијата од Canva е многу слабо ве слушам, значи нема проблем, презентацијата веднаш ќе ви ја споделам сега. Уште во моментов, само да ја најдам. Ова што го гледате Canva, кој што беше првично планирано да го користиме, сега одма ќе ја споделам презентацијата. Еве овдека. Еве го. Ове први практични совети што беше на почетокот. Еве ќе кликнам share. И сега еве ќе кликнам на share. Може да се изводи во извози во PDF, било како, значи можете да направите што сакате во незе. Може да изменувате, за разлика што во бесплатната верзија ќе имате жик во незе кој што не можете да го избегнете. Еве е презентацијата едната. И сега исто така ќе ви избратам таа што ја генерираше. Сега што ја генериравме овдека.
Повелете. Ма, а како четоте и гледам дека некој пишува во него? Значи јас пап, мгм. Ајде ќе се обидам, ама јас мислев дека што може некој. Значи, сето ова што ќе е тука ќе биде направено, а во видеото што ќе биде објавено на YouTube, долу во коментар, кој ќе го отворите таму, ќе ги наместам сите овие. Штом вака е недостапен, мислев дека е без проблем, дека ќе може, мајте. Се извинувам за пропустот. Мислам дека може што ти некој гледа дека пишуваш. Поле? Па, добро, може. Ама секој ден изменуваат нешто во Microsoft, па може да е нешто што сега е новина. Добро, ќе го средиме, не е проблем тоа. Повели Искра. Имаше нешто да прашаш? Ви благодарам. Не, таму се да му да поставите прашање. Е, ова е тоа, дај да видам дали може таму. Колку има долу. Можеше таму, ама кога сам го работиш тоа, може да има и пропусти, се извинувам однапред за било каков пропуст, ама ненамерен пред се. Значи, ова ќе биде нештото кој што ќе го имаме најново од пред 3 денови. Ова го имате само Canva Pro. Сите мои ученици и сите наши вработени во Блаже Конески во училиштето и колегите што пријавили интерес имаат Canva Pro како дел, бидејќи ние како училиште сме регистрирани, јас благодарение на мене, и можеме да креираме буквално што ни треба за нашите потреби, а и вие во наредниот вебинар како ќе ви споделам код, ќе можете да го користите за вашите потреби. Да, беше само тогаш се променија заботи затоа што не можевме да направиме тука. Инаку сигурно еве го овдека училиштето дека е, да видиме овдека, дека е регистрирано училиште, еве го овдека, и дека училиштето, еве го имаме Canva for Education и дека има 25 од 90 вработени кои што сите го имаат, само 25 од кои за жал само тројца се вработени од моето училиште. Го имаат и никогаш не го искористиле, го имаат 6 години. Не знам зошто, ама сега ќе се обидам, видам да креирам код, а и така би ветив да не испадне не ви дозволи. Ова е класис, ајде да видиме. Ај ќе направам оделение на брзина. Значи сите вие што ќе се прифатите тука, ќе бидите дел од ова оделение. Ева вака. Ево го сега линкот, ќе го копирам и ќе оставам во тој главниот чет. Ево го ќе оставам и кодот. Добро, во ред, нема проблем. Еве го кодот што е горе. Овој ќе го ставам кодот, сликнете го овдека, ако сте во можност. Значи, ова горе е кодот за влез во оделението, а ова е линкот од оздола. Сега ќе појдам и во другиот чет. Значи, ова е директен линк со помош на кодот. Сега ќе имате, некои имаат проблем со мејловите, ама тоа е затоа што тоа не е до мене, тоа е лично до вас. Ќе треба да си ги средите тие работи. Ама после ова, или некој ако сака, не успева, овој линк е валиден 30 денови од денес.
Ако некој не успее случајно, нека пише слободно мејл. Мојот мејл ќе го напишам сега тука во чет. Ќе му пратам лично покана. За да може да го искористи. Ете го имејлот го напиша во чет, па сега ве исполнето ветувањето, иако не поработивме воопшто ништо со него. Исто така овдека имам интеграција со LMS, со Moodle, со Canva, со сите тие работи. Сето е подесено, само што треба се седни да се работи. Дали има уште некој да додаде? Милена? Не во Q&A делот, прашање и одговори, истото го копирав на двете места. Нема на што. Па ви благодарам што одвоивте време, што еве останавте и после прилично голем број. Значи ќе продолжам како и секогаш тоа што можам, тоа што знам, тоа што умеам да го споделам затоа што така ќе бидеме побогати. А на вчерашниот вебинар реков и повторно ќе кажам, кога вештачката интелигенција овозможува да имаме избор како Netflix, зошто да не креираме или да побараме да се креира да имаме Netflix, ама за образовни програми и образовни апликации. Тоа е она кое што моја некоја футуристичка идеја, како што можеш да гледаш филм на Netflix или да слушаш на Spotify музиката, можеш да си избериш проверена, курирана и употребена наставна лекција, квиз, прашање, без разлика чиво е. Значи, денешното време тоа ни овозможува. Ви благодарам. Линкот има погоре, стоат, само не знам зошто не се отвораат. Се е споделено. Еве овдека се ќе ви покажам дека се е споделено тука. Еве ги овдека. И кодовите се тука, само не знам зошто. Најверојатно затоа што викшува дека има некој што се надвор од ова, па не може да ги отворат. Дали се одавде? Ако не одавде, побарајте ги. Еве ги овдека стоат сите. Еве ги. Значи тука ќе ги најдете. Зошто ова не функционира, не знам, можеби требаше да се исклучиме, приклучиме, не стасуваат затоа што не е најверојатно уште апдейтирано тоа со пермисите. Но како и да е, се извинувам за секој ненамерен пропуст. Се надевам дека наредниот пат ќе биде уште подобро. Имајте пријатна и убава остаток од вечерта.